Благодаря. Почитувани колеги противници, почитувана заместник министър за финанси, после неделната дебата на Комисията за финансиране и бюджет, впрочем дебатът около овој закон за финансска поддршка на единиците на локална самоуправа за финансирање на доспејање на неплатени обврски беше дел и од дебатата за ребалансот на буџетот, привршува при крај и жал ми е што оваа дебата се сведе на кој градоначалник направил, кој не направил и долговите на општините од кои градоначалници се настанати, во смисол од која политичка провиненција потекнуваат. И ако навлеземе во таа дебата, ако го земаме да го мериме кабаетот за долговите, мислам дека ќе бидеме некаде на средина, независно дали се станува збор за ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ или не знам која друга политичка партија. Нашата цел, целта на извршната власт е да се донесе законско решение за надминување на овие состојби. Дали овој закон ги решава тие состојби? Одма ви кажувам не. Прво и основно, не може да биде добар закон кој што генерира неправедност. Овој закон во основа генерира неправедност помеѓу различни општини и граѓаните на тие општини, вклучително и на стопанските субјекти кои што се јавуваат како доверители на општините. Тоа е прво и основно. Дали овој закон може да создаде нус појави во смисол да генерира можност за корупција? Да. Дали овој закон е добро одмислен, системски, да ги реши сите проблеми за целта за која што е наменет? Не. Затоа не може да се правдате, почитувана заменик министер за финансии, во смисол, еве донесовме закон, било каков, подобро отколку никаков. Значи, овој закон, како и претходниот закон, требаше да бидат повлечени. Не требаше да се брза, затоа што сме на месец и пол пред истекот на оваа фискална година. Затоа што средствата кои што ќе бидат ставени на посебна наменска сметка на општините за плаќање на доспејане неплатени обврски ќе стојат неискористени согласно овој закон до 30 јуни следната година. Објаснете ми е причината за брзањето, за носење на овој закон и за распоредувањето на 50 милиони евра од ребалансот за покривање на долговите на општините. Зошто тоа не се направи со идниот буџет, кога секако тие средства ќе стојат замрзнати, неискористени до 30 јуни најмалку следната фискална 2019 година. Брзањето не доведе до тоа да донесеме парцијално решение кое што ќе создаде голема неправедност и кое што ќе создаде можности за корупција. Зошто ќе создаде неправедност? Ќе создаде неправедност затоа што општините кои ќе добијат средства по основ на овој закон немаат никаква обврска за тоа враќање. Првичната идеја, која што ја спомна министерот за финансии уште во јуни месец, да општините да добијат заеми преку меки заеми со ниски каматни стапки, не е за тоа што министерот пропадна, не е за тоа што министерот вика сега кога имаме фискален простор во буџетот, однели од катастрофалната нереализација на капиталните инвестиции, зошто да се задолжуваме. Причината не е така, знаете и вие. Најголем дел од општините го имаат искористено фискалниот простор за задолжување и за добивање на позајмици од централниот буџет, затоа што во членот 20, точка 4, цитирам, е уредено дека при долгорочно задолжување вкупната годишна отплата на долгот, значи главнина и камата, направен врз основа на долгорочно задолжување и долгорочна позајмица од централниот буџет на Република Македонија, не може да надмине 30% од вкупните приходи на тековно оперативниот буџет.
тековно оперативните буџети на најголем дел од општините во 2017 се помали од можноста од нивните долгови. Значи, тоа е ситуација и со општина Охрид, тоа е ситуација и со општина Тетово, тоа е ситуација и со општина, мислам дека Куманово има фискален простор за задолжување, тоа е ситуација со општина Карпош, општините кои што носат 50% од скупните долгови на општините. Значи, правдањето дека кон таа мерка не се посегнало на министерот за финансии воопшто не држи. Меѓутоа, ако се посегнува по оваа мерка да од централниот буџет бидат пренесувани средства на општините, тогаш мора заради праведност да има систем на враќање, систем на пребивање во кој што општините што ќе добијат средства од централниот буџет за оваа намена ќе бидат пребивани со идно скратување на средства од централниот буџет во смисол на делот од данокот на дадена вредност или делот од персоналниот данок. Доколку тоа не постои, а не постои во овој закон, праведност нема. Нема праведност за тоа што граѓаните на цела држава треба да плаќаат 15 милиони евра долгови на општина Тетово, 15 милиони евра долгови на општина Охрид, околу 3 милиони евра долгови на општина Куманово и да не ги набројувам другите. Тоа е околу неправедноста и ако сакавме да донесеме праведен закон, ваков систем мора да постоеше. Затоа што за тие направени долгови за капитални инвестиции, тие градоначалници испорачале повисоко ниво на квалитет на комунални услуги и создале повисок квалитет на комунална инфраструктура. На овој начин, вие ги наградувате градоначалниците кои што не работеле домакински и општините комплет, а ги ставите во незавидна положба, односно ги казнувате општините кои што работеле домакински, односно инвестициите ги планирале согласно нивните можности и нивните буџети. Меѓутоа, тој воспомина, а околу решавањето комплетно на проблемот воопшто нема да биде решен, затоа што во овие долгови влезени се долговите на општините и во главном на училиштата, односно долговите по основ на повисоките издатоци над блок дотациите добиени за превоз и за грејење. Меѓутоа, овде воопшто не се влезени долговите на јавните предпријатија за кои што оснивачи се општините, а во многу општини, примерот ќе го земам општина Струмица, долгот на јавното предпријатие е повисок од вкупниот долг на општината. Друг проблем е тоа што во оваа тука листа на долгови воопшто ние како пратеници, оваа гледна точка на транспарентноста, од која одустане ја вади министерот за финансии, не можеме да видиме ние спецификација на обврските, односно на доспејаните долгови по вид, дали се тоа долгови за капитални инвестиции, дали се тие долгови за експропријација, дали се тие долгови за училиштата, дали се тие долгови по друг основ. Не можеме да ја видиме хронологијата на настанувањето на долговите, односно рочноста на доспевање на овие долгови. Друг проблем е што во овие вкупни долгови не ги ставате извршувањата од страната на извршителите. Што правиме со 16-17 општини кои што се постојано со блокирани жиросметки, пред кои што се, да речам народски кажано, обесени нон-стоп извршители? Остануваат ли тие да се борат со обврските кон извршителите? Нема решение за тие обврски. Преди го спомна примерот со општина Делчево, кој што 20 години е со блокирана сметка. Што правиме со тие општини? Што правиме со јавните предпријатија кои што имаат долгови од неколку стотици илјади евра, а општината нема толков буџет колку што е долгот на едно јавно предпријатие? Од друга страна, оставањето простор градоначалниците да се договараат со доверителите е огромна врата за влез на корупција во тоа спогодување. Така да, оваа законско решение воопшто нема да го реши проблемот на долговите на општините, а ќе создаде
уште еднаш потреба за некоја година пак да се соочиме со овој проблем, ама ќе отвори голема врата за корупција. Ако е таа целта, тогаш во ред.